Минотова, добре дојдовте во уште едно интервју во кое што ви представуваме интересни луѓе, интересни организации луѓе кои што се трудат некако во општество да го направат подобро и пред се ставаат акцент на младите. Денес со нас во студио е Зорица Кузмановска, председател на Empowering Крушево, невладина организација од Крушево, се кажува самиот наслов. Добар ден и добре ни дојде. Добар ден, добре ве најдов. Како си прво да те прашам? Пријатно се чувствувам тука кај вас во студиото. Благодарам на прашањето. Баш ми е драго, се потрудивме да изладиме на овие жештини на некаков начин, се договаравме прво да го искористиме времево да снимаме на отворено, ама сепак на 40 степени баш и ризично делуваше. Да. Зорица, би почнал со не повеќе прашање, онака како барање зошто Empowering Крушево, како се случи Empowering Крушево и која беше потребата на Крушево да ја добија ова организација? Так, Empowering Крушево се случи следствено на учеството во проектот Empowering the People of Pelagonia или зајакнување на луѓето на Пелагонија од една група на млади деца, луѓе во Крушево. Така што Empowering Крушево, името на невладината организација, дојде како пандан на имево на проектов првичниот во кој што децата учествуваа и зајакни го Крушево на вистина едно мојќно име и потреба младите во Крушево да си ја зајакнат својата позиција, односно да се издвојат од средината и да придонесат да го зајакнат Крушево во многу области, затоа што Крушево е едно малечко туристичко место кое што има многу потенцијал, меѓутоа потребна му е младината да учествува во сите сфери на тоа негово зајакнување. Воопшто на ниво на држава имаме сериозна потреба од зајакнување на сите капацитети, пред се човечките, па за понатаму да можеме да влијаеме на пошироко во општеството. Вие го ставате акцентот на младите и проектот кој што сега го работите е младински политики по мерка на младите. Што младите кажуваат во Крушево, која е нивната мерка? Мерката на младите во моментов во Крушево е сигурно високи дострели сакаат младите да постигнат. Најголемиот проблем е исселувањето од Крушево. Значи, како и во сите мали места, па и во поголемите, знаеме тенденцијата во моментов во Македонија каква е со исселувањето на младите. Крушево, односно младите во Крушево тежнеат за нови содржини, за живот исполнет со нови содржини. Значи, како културни содржини, така и спортски содржини. На времето сигурно постоели повеќе клубови, одбојката е символ на младите во Крушево како спорт, издвоен во моментов и тоа е во опаѓање. Например, Крушево има дом на култура, меѓутоа нема толку многу активности во кои што младите би учествувале или би бил збогатен нивниот живот. Значи нема многу театарски представи, кино представи. Денеска е многу лесно сето тоа да се оствари, меѓутоа некако немаме или иницијатива или секој понатаму си го бара својот живот го насочува кон Скопје и надвор од Македонија, така што многу малку млади останале да се погрижат што понатаму со Крушево. Каков е интересот на младите за учество во овој проект? Колку се вложуваат и дават ли идеи? Има ли некакви веќе повидок работи кои што ги ставаат на маса и викат сите заедно од нас потекнуваат, ама сите заедно мора да ги реализираме овие работи? Така, младите се заинтересирани. Пред се сакаат во иднина да имаат локален младински совет, да се конституира локален младински совет во Крушево, кој ќе се залага нормално за нивните права. Исто така младински центар. Значи, со учеството во овој проект, со контактот со младите од цела Пелагонија, каде што во дел од нашите места има и младински центри, тие ја увидоа потребата од постоење на вакво место, младински центар, кој што ќе ги збогати точно тоа што кажав нивните содржини, односно нивните желби и интереси.
Во Крушево има таков простор, таков потенцијал. Во рамките на овој проект, во контактот со општината, со службеникот за млади, со градоначалникот, со советникот, со председателот на совет, младите ја побараа, ја искажаа својата желба и потреба. Каква е реакцијата на општината, како општинарите реагираат на потребите на младите? Затоа што секоја иницијатива која што потекнува, без разлика дали од невладина организација или неформална група, без поддршка реална на локалните власти е многу тешко да се организира. Исто тука може многу да помогне бизнис секторот во реализација на тие потреби на младите. Каква е таа соработка и каков е одговорот на овие луѓе? Одговорот е позитивен, значи имаме соработка, секогаш кога сме побарале прием во општината, никогаш не одбиле. Со општината и градоначалникот сакаат да соработуваат со нас, односно со младите. И тие и чувствуваат потреба дека и знаат дека младите мора да ги задржат на некој начин тука во градов и да придонесат за тоа. Да, ветена е просторија, односно повеќе простории, веќе постои во Крушево така да наречено горното школо, тоа е стара зграда со жолта боја која што е обновена преку претходни проекти. Во неја има повеќе празни простории, исто така има и сала за различни активности со станоци, што исто така би била неопходна за младинскиот центар. Така што во рамките и на овој проект младински политики по мерка на младите, младите кои учествуваат во работната група треба да спроведат проект од мал обем. Тие со анкетирање на мислењето на останатите млади, нормално на средношколци и други млади во Крушево, забележаа дека исто така им се потребни спортски содржини. Значи едно место каде што би обавувале фитнес, со некој тренер, така што со овој проект исто така ќе се реализира и тој проект од мал обем. И сакаме да споиме две во едно, во неврзан разговор, исто така со представниците на општината, во неврзан разговор дека да, би било добро едно место да се одвои за вакви активности спортски, а во продолжение тоа би бил рекреативниот дел на младинскиот центар, уште една просторија во која што би бил едукативниот дел, односно нивните потреби од состаноци и како на локалниот младински совет кој што ќе се конституира, веќе сме во фаза со помош на другиот проект кој што се вика Младите се гласот на промените во општините, значи паралелно ги тераме двата проекти и гледаме да ги фузираме и да добијаме еден производ, односно се сродни, многу сродни, се надополнуваат. Да, и се надополнуваме, така што мислам на крајот дека сепак би имале една успешна приказна. Каков е одзивот или дали воопшто сте побарале помош од бизнис сектора, затоа што реализацијата особено на овие културни настани, спортски настани, сегогаш треба се потребни финанси за да се реализираат тие. Да, самите проекти имаат финансиска конструкција за своите активности, но проектот трае одредено време, а целите на сите тие проекти се да се создадат одредени навики кои што ќе бидат самоодржливи. Дали контактирате со тие луѓе, дали општината планира да оддели, да речеме, дополнителен буџет за понатаму, затоа што супер е ако проектот има предвидено да има ова година 3 концерти, 4 спортски надпревари, да се опреми една фитнес сала и така тама, после сето тоа треба да се одржува и да се организираат во континуитет нови настани. Тука како ги менаџирате работите? Така, ние сме прилично млада организација и до сега, значи во ова 2-годишно постоење, сме немале некоја голема шанса за соработка со бизнис секторот. Меѓутоа, во овој проект, во нашата работна група, во која што имавме работна група за изработка на секторска анализа конкретно за Крушево, чии што цели понатаму ќе се распределат, односно ќе се остварат во цел Пелагониски регион, имавме исто така и учесници од бизнис секторот. Да, навистина, бизнис секторот Крушево, пошто е туристичко место, бидејќи е туристичко место, знаеме дека најмногу има издавачи на услуги, хотели, тие ни се најразвиени во бизнис секторот. Така што мислам дека би наишле на добра соработка, значи мало место се познаваме сите соработуваме и би сакале да соработуваме за доброто на младите и на градот нормално. Така. За реализација на сите и одржување на сите овие визии, идеи кои што
ќе потекнуваат од овие проекти, сепак треба и сериозно образовани луѓе кои што ги разбираат работите, ги можат да навлезат во суштината на проблемите. И сега тука проучувајќи вашата Facebook страна, видов дека сте учествували на панел дискусија во Битола, која што е со наслов "Приватните против државните универзитети". Да. Сакам да кажавте дека има исклучително подготвени млади кои што учествувале таму. Не ми е толку прашањето кои се подобри универзитети, каде младите повеќе тежнеат. Едноставно, дали тие дебати дават некоја искрена надеж кај што реално ќе можат тие образовани луѓе кои што се по најмногу нив ги губиме, да останат тука и да функционираат. Се надеваме дека тоа е само една капка од морето, како да ги задржиме младиве и на кој начин. Тоа, да, таквите дебати навистина ни прикажуваат дека младите се свесни. Свесни и тие се свесни што ја напуштаат земјава, како и тие што остануваат тука. Мислам дека треба многу повеќе да се вложи во младите, значи многу повеќе да бидат почести активностите, да ги вклучиме, затоа што навистина има подготвени млади, има свесни реални млади, треба да ги задржиме, да не ги пуштиме надвор, да се погрижиме повеќе тука да се зајакни нашата средина, Пелагонија пред се, затоа што беше ова во рамките на Пелагонија проектов, а исто така и целата држава. Колку успеваат младите низ овие проекти да ги мобилизираат, па и повозрастните, средната генерација, луѓето кои што се се уште во полна сила, колку тие му излегуваат во пресред при реализацијата, затоа што на крајот на краиштата една невладина или граѓанска организација има за цел и за формирање некакво граѓанско јадро кое што е многу важно за едно општество, кај нас е многу редуцирано, многу мало. Како во Крушево функционира таа приказка? Во Крушево има една група на ентузијасти и од постарите, да речам од повозрастните, кои што навистина се вратиле да живеат во Крушево, едуцирани луѓе, се вратиле да живеат и се надеваат уште дека можат да придонесат за понатамошниот развој на Крушево. Нашата соработка, односно соработката на организацијата е токму со тие луѓе. Значи, дали се тоа претходни учесници во локалниот младински совет, кои што ја истрчале трката на времето кога биле млади, дали се од бизнис секторот, сите тие сакат да придонесат на некој начин и да помогнат. До сега, кога сме се обратиле за некој проблем, да речам, кога сме имале проблем за помош, ни излегле во пресред. Се надевам дека понатаму ќе се најде уште ќе се зголеми тоа јадро. Значи да се зголеми таа група на луѓе кои ќе придонесат многу повеќе од ова што е денес. Го спомнуваш неколку пати веќе младинскиот совет, кој што е законска обврска да го има секоја општина. Ајде, кажи ни подетално во која фаза е во Крушево, кога може да се очекува и реално кога може да профункционира? Така, сега сме во фаза, иницијативниот одбор веќе се формира, значи наредно треба да се формира локалното собрание и на крајот да се конституира самиот локален младински совет. Низ разговори неврзани со другите здруженија и учесници, кои понатаму ќе бидат делегати во локалното собрание или ќе бидат кандидати за локален младински совет, постои желба. И младите, тоа веќе некако веќе имавме ние подготвителна фаза со овој проект. Младите се гласот на промените во општините. Се одржаа 4 работилници за млади и уште 2 работилници за организации и здруженија во Крушево. Најпрво, организациите и здруженијата ги запознавме со законот за млади и младинско учество, како и со улогата, со акцент на локалниот младински совет. Паравме помош од нив да предложат, односно да кандидираат своји членови, како за иницијативен одбор, така и за делегати, заменици делегати, но сепак да си остават и член кој што навистина ќе се бори за младите како учесник, како дел од локалниот младински совет. Мислам дека во тек сме и дека добро напредуваме.
Малку сега се летни одмори, малку предизборие можеби, имаме некои реални пречки на теренот, но сепак ентузијазмот постои, како кај службеникот за млади во Крушево, кај градоначалникот, значи контактираме цело време, така и со другите членови кои што ќе бидат дел од локалниот младински совет. Со тие работилници точно им ги, да не речам ги освестивме, но им го предочивме значењето на локалниот младински совет и силата што ја има тој понатаму како учесник во општината и како учесник на седници на совет на општина, каде што може да ги презентира барањата на младите, да биде гласот на младите. Колку е возможно во една држава која што е исклучително партизирана и кај што партиите исклучително многу се горди на своите младински групи, како и да им се викаат таму во партиите, тој младински совет да остане недопрен од нив. А за да има реална функција и ефект, само така може да биде. Во склоп спрема законот за млади, значи во склоп на тој младински совет, исто така се понудени, односно треба да има представници од двете најзастапени партии, партијата на власт, односно подмладоците на тие партии. Така. Тоа е добро, затоа што тие треба да научат да бидат во кохезија, да работат заедно. И едниве подмладоци и другиве, заедно со неполитизираните млади од другите невладини. И што е најважно да научат и од партиите дека постојат некои трети кои што не припаѓаат на партија. Така, дека постојат и трети и дека сакаат и се грижат за напредокот. И дека овие подмладоци понатаму ќе им пренесат на партиите, ние работиме и можеме заедно да седниме на маса и да работиме за доброто на младите и за доброто на државата. Тоа уствари може да биде една интересна приказна доколку профункционираат тие совети и како што кажавме се законска обврска да ги има секоја општина. Од тука да почнеме да градиме некои нови генерации кај што ќе почнат сите без разлика на припадноста и идеологијата сепак пред себе работеле за напредокот на заедницата, кој што е без таква соработка мислам дека е невозможно и овие 30 години го докажа дека таа поларизираност по секоја основа не влече само на назад и добро е што има вакви иницијативи. Би сакал да те прашам да ни кажеш малку повеќе, го спомнавме низ првиот проект пробеле гласот на промените, младите се гласот на промените во општините, да ни кажеш нешто повеќе за тој проект, кои се активностите и кои се пред се главните цели на овој проект, затоа што кога ќе спомниме промени е многу општ термин. За гласов на општиниве сме партнери со Младинскиот совет од Прилеп. Целта на овој проект е првично во Крушево, бидејќи не постои локален младински совет, рековме со работилниците да ги освестиме, како граѓанските организации, сите здруженија подмладоци и младите, да се формира тој локален младински совет и да профункционира, додека во Прилеп постои локален младински совет, но не е активен. Па целта на тој дел, односно на нашиот партнер и водач на проектов, е да профункционира Младинскиот совет во Прилеп, значи како тело кое што треба да биде активно и да биде гласот на младите. Тоа се прво целите и на овој наш заеднички проект. Значи, главната цел е да профункционираат младинските совети. Јас ќе ви посакам да ви бидат успешни проектите пред се, како се вели, барем едно камче да поместиме со одредена активност. Проектот може да се рече дека е успешен да го поместиме напред за назад, лесно е, сме покажале дека можеме. Ќе ти посакам да те држи енергијата која што имаш и очигледно работата со млади дава дополнителна енергија. Ти си пред се професорка во средното училиште и за крај ќе те прашам меѓу учениците каков е интересот онака од веќе прва, втора година средно да се вклучуваат во тие општествени, хајде да кажеме, не одлучувања, ама во општествени дејствувања? Јас можам да кажам, иако
имаме во Крушево мал број на ученици, што е навистина страшно, сепак тие се многу активни. Ние како училиште ги поддржуваме учениците уште години претходно, значи без разлика на овие два проекти кои што се во претходниве 2 години или младинскава организација која што и таа е со краток рок на траење. Меѓутоа, учеството мое и на учениците уште во многу претходни генерации, исто така имаме голема поддршка од директорката на училиштето, секогаш било пред се младите, нивните интереси и нивното учество секаде каде што не повикале. Буквално сите други организации или претходни проекти, каде што имале потреба од наши ученици, ние секогаш безрезервно ги пуштаме нашите ученици да учествуваат, со тоа им покажуваме колку е важно неформалното образование. Значи не само формално во тука, во затвореноста во клупите, туку да им се отворат видиците, да видат колку е значајно неформалното образование и понатаму да бидат успешни на сите можни планови каде што ќе продолжат во животот. Неформалното образование на крајот на краишта да ги учи да учат, да се прилагодуваат, да бидат попродуктивни пред се за себе си, ако се за себе си, нормално си за заедницата во која што живееш. Да. Зорица, ти благодарам за муавето, се надевам дека ги објаснивме ги двата проекти и се надевам дека ќе придонесат за Крушево да стане по убаво место за младите пред се. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека нашата следна средба ќе биде со уште некоја друга успешна приказна и секогаш сме тука во името на младите и во името на заедницата. И следната средба да биде во Крушево. И да, во Крушево, на повисоко и на поладно. И на почист воздух. И на почист воздух, да. Фала ти уште еднаш, а со вас се гледаме во некое друго интервју.